И денеска со вас е Алекс. И тука денеска со вас Божидар. И ќе збориме се денеска за Netflix серијата One Piece. Зашто збориме за One Piece денеска? Затоа што мене ми е најмилената серија некад. И после една од најпознатите серија. Барем аниме серија. Live action серијата, од Netflix серијата, поточно, е адаптација од 20 годишната манга One Piece. Исто е така има аниме, но сега као live action адаптација за да може да прошири кон повеќе луѓе што не сака да гледа анимирани серии или аниме поточно. Боже, уште едно прашање, чекај пред да продолжиш. Спомнавме кај аниме, така? Данче правиме ревју of the One Piece, кој ќе излезе. Апсолутно. Ќе биеме ка ова е ваки, ова е така. Ова има подобар песен од One Piece. Би требало до One Piece да биде 100 пута подобро од оригиналното аниме. Само заради пейсингот. Добро. Ќе почнеме. Првата епизода започне со убиството на Голди Роџер, кај што полицајците успешно го фатија, ама пред да го тепа, он дава говор кој што инспирира нова генерација на пирати да му најда богатството кој што го скрил до One Piece. И после идемо кон сцената од фактички бексторито од Луфи, кој што збори он со пиратот Шенкс, што му е голема инспирација за зашто е пират. И катнуемо 10 години после, кој што Луфи има 17 години, и он почна да плови како нов пират. Го киднапирува други пирати. Елвида, она многу дебела жена, јака, многу свите се плашат од неа. Таму Луфи го сретнува Коби, што работа за пиратот Елвида, им чисти таму мете све. И му каже на Луфи дека он сака да стане полицаец. И Луфи му каже дека он сака да биде кралот на пиратите. И после голема тепачка, успешно ја победува Елвида со помош од мачите на Луфи. Луфи порано кај дете изел Devil Fruit. Тоа е као овоше што им дава на луѓе мочи. И во овој случај Луфи има моќта на гума, кој што може многу лесно да се истемнува. И да, има интересни напади што сами си ги измисли. После го следимо Зоро. Зоро е Bounty Hunter и ова сцена гледаме како пробува некоја терористичка организација да го вработа кај нив. Ама Зоро не сака да биде со нив, сака он да исполни својата желба, да стане најдобриот мечуалец, најдобриот мечуалец у светот. И го утепува господин Седум, што проба да вработа Зоро. И после тоа Зоро му носи главата од господин Седум у Шелтаун, мислам, така се вика селцето или градот, за да му донесе главата и за да ги земе парите што или беа за кој што ќе го убие, нели да ги добие парите, богатството. Ама кој бил кафичот се затепал со неколку полицајци и меѓу нив бил синот на капитанот Морган, синот на капитанот Морган. И за казна го заробиле, поточно у двор го завржале за крст. И ако издржи 7 дена, цела неделја, без вода и јадење, ќе го ослободи. И нели после кога може да си ги земе парите што го утепал господин Седум. У тој момент доаѓа, мислим, стигнува Луфи и Коби у градот, после кога нели ги истепале сите пирати од Елвида. И Луфи слушна дека тоека е мапата за до Гранд Лајн. У Гранд Лајн се
вика дека таму усвари богатството од Роџер. И сега, за да може нели да земе богатството, мора да ја украде мапата за до Гранд Лайн. Кишо вика дека свите пирати што идат таму умира. Толку било опасно. И кој влегле унутра у базата, го сретнуе Зоро. Луфи го ослободува Зоро, му вика дека дој со мене да ме биди ја ќе ти бидем капитан, дој со мене да бараме богатството. Зоро не сака, ама му се заблагодарува што го ослободи и заедно и до базата. Зоро си ги бара своите мечови, а Луфи ја бара мапата. А Коби е таму за да ги дружи полицајците. И дури бара мапата, Луфи ја сретнуе Нами, што исто така е пират и крадец поточно, што ја бара мапата за да после може да ја продаде. И заедно бара низ базата. Успешно ја зеле мапата, но биле фатени од капитан Морган и надвор се почнува да се тепа кога со полицајците Зоро, Луфи и Нами. Успешно ги истепале свите полицајци таму и Луфи пробува да ги пикне кај неговата терористичка група. Не е успешен, двајцата не сака, но ќе го дружа се за сега, пошто нема брод, па заедно ќе плова. Коби останува на островот, пошто да сака пак да стане он пират, иако тоа значи дека уидни иначе мора да се тепа против Луфи. У епизода 2, они се тепа со Баги, пиратот Баги, што е еден од појаките пирати од тој регион, кој што са. И после многу долга борба, успева да го истепа, да го победи и да го ослобода градот што беше под Баги, што ги киднапира свите луѓе за ги тера со сила да го гледа, пошто Баги е пиратски клон и неговата терористичка група се свите клонови или таква шема има. Ама тоа не е последниот пат што ќе видиме Баги историја. Забрав да спомнам. Баги исто има моќи, втората личност што сретнуваме дека има моќи од Devil Fruits. Неговата моќ е тоа не може да биде исечен Chop Fruit, ки што без разлика колку сакаш да го исечеш, ќе се состои самиот себе си, пак нема ништо да му биде. Третата епизода, Луфи, Зоро и Нами пробува да најдат нов брод, ки што подобар ќе биде за плавење за до Гранд Лайн. И таму у новиот остров Сроп Вилидж, мислим така, Сроп Вилидж, го сретнува Усоп, кој што обично таму чува еден брод, да Going Merry, го чисти тој брод и све, и му нуди бродот, ама прво треба да збора со неговата другарка Каја, што после или носи кај неа, дознава дека Каја е богато дече, кој што незините родители умреле пред неколку години и неа ја чува сега незиниот батлер и адвокат Мери. И после дознава дека Каја исто е многу болна, но она усвари била полека отруена од незиниот батлер, пошто незиниот батлер бил скришно еден многу еден стар пират што демек отишол у пензија или потоа мислеле дека умрел, скришно се препрал да биде батлер за Каја за да го земе имотот, пошто и помагал цело време. Успева да го победа у битка и истовремено доаѓа полицајците што ги следат скоро цело време Луфи и неговите другари и Усоп исто така ги дружи, пошто сакал он да стане пират исто ка татко му, пошто татко му ги напушти ка бил мал и заради тоа се има комплекси. И епизода 4.
епизода 4, мислим на брзина, идемо низ минатото од Зоро. Да знаме дека Зоро имал другарка кој што двајцата сакале да стана као најдобри умечување и цело време така кога се тепали меѓу себе, ама пак биле многу добри другари. Но другарка му умира така што паѓа од скали, но нели Зоро нормално паѓа од депресија, но ветои дека ќе стане као најдобриот човек умечување, дека ќе го некој ден ќе го утепа Михок, што е моментално као најдобриот. Во епизода 5 ида до ресторанот Баратие. Баратие е као голем ресторан што плови низ океанот и таму застанува за да се одмора малку, пошто нема они јадење на нивниот брод и цело време ги брка полицајците, па оде малку да се релаксира. И кој наручува све јадење, пиење, дознава дека тие таму што работат, дознава дека нема паре и нивниот келнер Санджи он се смее, му вика добро, се ќе му кажем на газата, пошто Луфи неговиот начин на плаќање беше автограф негов и вика не се керува ќе ти се исплати, пошто ја ќе станем идниот крал на пиратите и ќе ти вреди многу. И го тера со сила Луфи да ми е судај, пошто нема како да плати, нема паре. Други ве останува да си пија, да си јада, дури Луфи работа. И дознаваме дека Санджи е исто шеф у кујна, мислим беше шеф, но тој главниот шеф го казни да биде келнер, пошто не готвил баш како што сакал. И дознаваме исто дека Санджи не сака да се тепа со неговите руки, пошто неговите руки само се заготвени и строго само со ноге се тепа. И Луфи, укуина со Луфи Санджи, Луфи му вика треба да праш ти што сакаш, остави го овие, нека не ти збори глупости. И доаѓа друг пират што гладен за нигде и он се им каже неговата страна на приказната, кој што еден друг пират, еден од најеките пирати у светот, му ги уништи сите бродеи и го утепа неговиот капитан и он одвај успеа да стигне до овде и ги замоли да му дадат за јадење ако нема паре. Санджи му дава и дознаваме дека полицајците, поточно еден полицајците што е ка Vice Admiral Гарп, беше изнервиран дека не можеле да ги фата кога Луфи другариве негови, па се јави на еден од најаките пирати у светот, Михок. Михок е легален терорист кој што работа за државата или the world government и они му се јавува, му вика иди тепа ги не го замара као Михок заради тоа што работа за нив. И добро, после нели кога му дава јадење на тој пиратот, доаѓа главниот шеф Зев, така мислам дека се Зев, и го кара Санджи, пошто кога му дава јадење без паре, нели, не треба. И Луфи пробува да го земе Санджи да работа за него или со него, за да му биде, за да му прави јадење или на неговиот брод, пошто им треба нека шеф кај нив. Луфи пробува да го земе Санджи со него, нели да работа за него, за да му биде шеф. И Санджи му каже исто на Луфи за неговиот сон, како сака да најде долу Блу. Тоа е ка море, ки што ги има свите рибе, свака видна риба и тоа каде сон за сваки шеф у светот. И добро, следниот ден доаѓа Михок.
пошто е пратен од полицајците за да го земе Луфи, да го апси или да го утепа. Или да го уапси Луфи и другите, не им е галија за другите, само Луфи. И сега, кој дознава Зоро, мислам кој го гледа, му вика дека сака да се тепа со Михок, пошто Михок, недобриот мечуалец со светот, па Зоро сака да се тепа за да докаже дека он е најдобриот и да исполни желбата, неговата желба и желбата од другарка му. И следниот ден се организирува, се тепа, другите ги гледа и Зоро не може ништо да му направи на Михок. И Михок мисля дека Зоро е само таков некој многу типичен човек што ка сите други само така се тепа без никакви амбиции. Ама после Зоро самиот се ваки застанува пред него со руките горе, му вика ранен на грбот за мечуалец е ка најголемиот греф. Михок изненаден го повредува јако Зоро, ама не го тапува скроз, пошто гледа како голем потенцијал и исто гледа како многу голем потенцијал кај Луфи. Заради тоа ги остава, ама Зоро, он е свестен, морале да го пикну внутра за да се одмори. Нами многу исплашен и стресена, пошто до сега кога сите ги гледа кам пријатели, многу добри пријатели, многу е жал за Зоро. И се љути зашто Луфи не го спречи Зоро. И тој момент доаѓа други пирати. Тоа е епизода 6. Сега епизода 6. Во епизода 6 почнуваме каде што застанавме прошла епизода. Доаѓа пиратите Arlong Pirates. Тие са ка полу риба, пола човек суштества и Arlong е најакиот пират у тој регион и лесно се тепа против Луфи. Ама исто дознаваме дека Нами усвари цело време работел за Arlong и била до сега само путеше со Луфи за да може кога да стигне до Arlong парк да се врати кај низиниот вистински шеф и гледаме на низината рама има кај тетоважа, кај символ од Arlong. Arlong го фрља Луфи у вода и дознаваме дека луѓите што ги јаделе тие џаволски овошја не може да плива. Има многу јаки мочи, ама заради тоа дека не може да плива, пошто водата или океанот поточно ги мрзи сите луѓе што јаделе од тоа овошје. Го става Луфи и они се заменува со мапата до Гранд Лајн. И Санџи го спасува Луфи и се враќа сите кај Зоро, Санџи, Усоп се враќа кај Зоро и Луфи ветува дека ќе спаса Нами, пошто Луфи кој осеќа дека Нами кој не го сака ова вистински, дека нема баш избор у тоа. И тога мислим Зоро се буди после све ова и сите заедно иде да ја спаса Нами. Санџи меѓувреме му се заблагодарува на Зев, пошто дознаваме дека Зев порано го спасил Санџи, кој бил мал и кој биле загубени на мало островче и немале како да излеза, мислим да исплова у друго место. Зев му го даде све јадењето на Санџи и Зев морал да се исече својата нога да си ја изеде, за да он да си има нешто јадење, пошто све му даде на Санџи. И Санџи му се заблагодарува и они си продолжува понатаму да ја спаса Нами. Епизода 7. Во епизода 7 мислим дека стига до островот кај што седи Нами. Таму кои са го гледа селото како многу сиромашно село, сите се како плаша, кои луѓето све затворени са. И го сретнува кај градоначалникот, тој кај што е главниот у селото и го прашува за Нами.
дознава дека Нами е од тоа село и дека порано ја живела со нив и била среќна, но почна да се задружи со ја Орлонг и заради тоа свите у селото ја мрза, пошто ги предаде. И им рече, ако сакате повеќе да дознаете, сестра и живи она понатаму погоре во планината. И да таму да сретна сестра им кажува све што се десило до сега, зашто како биле присвоени двете, пошто биле сестра и она биле присвоени од полицајка една, но кои дошле Орлонг Pirates, го заробиле селото и им наплаќа како цело време такса за секој човек што живи у куќа. Мајка им проба да ги скрие, но неуспешно ја утепува неа, за да има доволно пари да плати за незините черки. Орлонг дознава дека Нами знае многу за да црта мапе и со сила, фактички, Нами поточно проба да се договори со Орлонг да работа со него за да ги остави другите луѓе селото, но и Орлонг и предложи да собере 1 милиарда берис, тоа се така се вика парите у серијата, за да го ослободи целото село, за да го купи селото назад. И без да знаа другите луѓе у селото, Нами цел неизин живот собирала пари за да ги ослободи. Но кој конечно собрала доволно пари, Нами кој сакала да ги донесе парите, но Орлонг ја предава Нами така што корупирани полицајци секој месец доаѓаат за да вземаат такса по наводници од Орлонг, за да не ги предада у затвор, за да остане. И пошто Орлонг немаше доволно пари тој месецот, им рече кога земи ги парите у таа локација кај оваа женава. И полицајците отишли и ги украли парите на Нами, и Нами сега без пари не знае што да прави. У епизода, сега почнеме у епизода 7, кај што Нами за нигде, кога плаче така, кога депресија сред путка, не знае што да правише, и тука доаѓа Луфи. Луфи ветува дека ќе ја спаси неа и незиното село, и продолжува Луфи, Зоро, Санджи, Усоп на кај Орлонг пиратите. И таму се тепа они со нив и после голема тепачка Луфи успешно го победува Орлонг и кога што свите се радува. Тога доаѓаа полицајците. Дознаваме дека Вајс Адмирал Гарп е усвари дедо му на Луфи и дека тука е конечно да земе Луфи назад и да го пикне врму сад затвор. И има кратка тепачка помеѓу Гарп и Луфи. Гарп многу лесно го победува Луфи, ама тоа ствари беше тест да види дали Луфи е спремен за да биде вистински пират, и пошто он рече добро, спремен си, ќе те оставим сега, има и добри другари со тебе ова, и ги опсува Орлонг, ама не нив. И после, кога го ослободиле селото, исплавиле надвор пак, мислим да ида кон Гранд Лајон, и сите си ветува меѓу себе дека ќе ги исполна секој своите соништа, и Луфи добива вести дека он сега има баунти, и тоа е 30 милиона берис, што е највише до се што имало барем у тој нивниот регион. И добиваме некои кратки кемиос од идни ликови и дознаваме дека Баги уште жив и планира да му се одмазди на Луфи. Ваке се, за тебе имам прашање едно. Анимето застигна до овија поинт, има 48 сезони, 48 епизоди. Ја ќе решимо дека 20 минута са, а 3 епизоди анимето да ги гледаме една од серијава,
тоа пак са 16 епизоди, што значи лайф екшенот е пола од анимето. Со што има скратено тоа според тебе, што е најважно што ги има скратено, што фали у лайф екшенот, што се некои разлики, зашто очигледно е дека има многу скратено. Да. Прво, разликата е тоа што у кој Луфи го сретне прв пат Зора, нели, таму кај базата од полицајците, не може да го ослободи на Зора. И Луфи, наместо да ја бара мапата, во анимето и мангата, он му ги бара мечоите и Коби пробува да го ослободи цело време Зоро. И имамо цела епизода кај што Луфи иде низ скоро целата база од полицајците да му ги најде мечоите и нели после го ослободи и се тепа против пиратите. А што е интересно, Нами нема толку screen time, кога не се покаже толку, мислим, има те мали сцени со неа, ама не ја прикажува ко толку на почетокот, пошто после дознаваме дека има цел епизод кај што Нами ја украде мапата од нели полицајците за до Гранд Лайн и плови, она се сретне со некои пирати од Баги, така кога сред путување ги излаже да им го украде бродот и она отиде до селото кај што сори Баги. Зоро и Луфи продолжува нели да плова, мене многу ми е смешно пошто у анимето и мангата Луфи не сакајчи земен, така од една многу голема птица и Зоро пробува да го следи Луфи, така они се наоѓа у селото кај што се Баги Нами. И има така тие се најголемите разлики за кога и како се сретнува ликоите у серијава и затоа и се толку многу подолги, пошто у анимето барем поиќе се задржува у таквите сцени за како се сретнува. Ја би рекол дека тоа е најголемата разлика, ама исто има помали разлики, пример у првата епизода кај што гледаме дека Голди Роџер пред да биде утепан го гледа Гарп до него. И ама Гарп у анимето или серијата не бил тука до Роџер. И има такви некои ситни разлики. Исто една големата разлика, би рекол, е у епизода 3, нели кај што го сретнува Усап, у анимето и мангата тој Батлер Роч бил скришно пират, имал многу поќе луѓе зад него и тепачката се водеше надвор, кој у Netflix серијата беше у палатата и имаше само, мислим дека 20 други зад него, пирати што работеле за Батлерот. И исто тоа има многу голема разлика. И све друго, ја би рекол, е скоро точно као у анимето. Дон Крик, мислим, го покажува Дон Крик, ама го покажува дори се бори против Михок и Михок тој го утепа. Кој у анимето Дон Крик со неговиот како би рекол вработник заедно идат до Баратије и таму се омора Дон Крик и таму Дон Крик дури се тепа со Луфи. Луфи успева да го победи Дон Крик у тепачка и после тоа доаѓа Михок за да ги киднапира или да ги утепа. Ама у анимето или мангата Гарп не му се јави на Михок. Михок само го следеше цело време Дон Крик за да го нели за да си ја заврши работата, тоа да го утепа. Не успеа, пошто успеа да му избега. Значи у Netflix серијата Гарп го викна, но мангата или анимето не. Само си дошол така. Исто ја што знаем, Гарп и Коби тој плотлайн го нема и додаден у лайф екшенот, така е? Ако не сум грешка, кај што читав, кај што гледав. Плотлайнот со Гарп и Коби, мислим, гледам у анимето како нели Коби и Гарп се сретнува и како работа за
Гарп, но не е толку повеќе покажано тоа, да, у Netflix серијата отколку у анимето, пошто последно анимето гледаме како нели Коби работа за Гарп сега и исто символ на ова што се викаше Морган, да, Мелбепо, мислам така се викаше Мелбепо и Коби работа за Гарп и после 100 и нешто епизоди не ги гледаме. Ама у Netflix серијата гледам како многу почесто се појавува и мене тоа искрено повеќе ми се свиѓа, пошто да, окей, супер, нели го следиме главниот лик како стане главниот на пиратите, ама Коби нели е обратното од тоа Луфише, пошто Луфи е така како послободен, знаеш, повеќе си верува себе си, знаеш што сака и сигурен у тоа дека ќе успее, кој Коби у почетокот барем, знаеш, несигурен, тако се плаши цело време, анксиозен, ама со Луфи му помогна да биде посигурен у себе си и едноставно да си ги следи своите соништа да стане полицаец за да нели да затвора пирати или терористи и искрено тоа како спомнав многу ми повеќе ми се допаѓа што повеќе покажува Коби што се дешава, пошто у анимето мангата или кажав после 100 нешто епизоди се појавува и само кога гледаме дека се подобрени, знае повеќе се тепа, ама не го гледаме тој путот, неговиот пут за како стигнал до Кишуе. Ми се свиѓа тоа што го покажа. Океј. Што мислиш за кастингот? Мислам дека кастингот е многу добар. Исто кастингот е многу добар. Прекрасен. Ова креаторот од One Piece Oda, он лично ги избра како главните ликови, како што знам, како што слушнав ја, да. Он лично ги избра и значи прекрасен избор на луѓе за оваа серија, само мене би ми било многу посмешно ако Усоп постанеше со многу долг нос, ако може ли да искористам може CGI или нешто така, ама немам многу да се жали. Пола буџет на носот од Усоп. Ако може ли Баги да му дада топка на носот, може нешто да му направи носот, да бидеме искрени. Што збориме за тоа више, костюмографијата исто е многу добра, и Баги и свите Круз, нели изгледа така. Малце изгледа како косплей, да бидеме искрени. Малце. Ама како, брат, One Piece, нели, така е фантастично, не може да изгледа реалистично. Нема шанси. Поготово што се појавува отпосле у серијата, има човек што главата му е 10 пута поголема од телото, така да не знам тоа кога ќе го адаптира, ама ќе биде интересно за гледање. Исто и сценографијата, нели, прилично се добри островите и тоа. Да. Пейсингот е малку брз, но искрено сваќам, пошто мангата 1000 нешто чаптери има и нема многу време да го адаптира како све што да биде скоро исто како мангата и така да разбирам зашто морале некои ствари да скрата, зашто некои ликови порано нели се сретнува одобично, пошто мора малку да убрза. Нема секогаш да стана млади глумците или поготово главните ликови, мора да убрза. Океј, пейсингот беше добар според мене. Кај што рече ти малце брз, според мангата и тоа. Ама исто кај што слушнав, ова што спомнато со глумците, мислим дека кај што слушнав нема цела серија да го адаптира. Само до негде. Само до негде. Live action. Кај што слушнав ја. Може че адаптира кај што му беше оригинално планот на Ода, пошто Ода, оригинално, мангата, требаше да му заврши негде кај што ги запознува ко The Warlords of the Sea, еден од најаките пирати некад, но не очекувал неговата манга да биде толку успешна и затоа ја продолжил понатаму. Моја препоставка, според ова што каже, може така туека до негде вајде че адаптира, ама ќе видиме пак. Ваќе, сега да го рейтнемо сезона 1 од ова, ти
лично ќе ретнешка адаптација, ја кај што го немам ни мангата читано ни анимето гледано, едноставно таки од поќе га ретам ка обична серија, нека адаптација. Да. So, што би ја ретнал ти прв? Адаптација 9 од 10. Океј. Ја би рекол ка серија не е баш мој стил, така да ја би ја ретнал 6,5-7. Фер. Не е баш мој стил, ја поќе сакам Grim Dark. Фер. Ова е ту хепи за мене. Све работа. Дај некој умре, сакам да умре некој. Не секој река ќе дојде до кој ќе збора за робо и ќе покажува и робо и све, ќе ти биде малку поинтересно. Дефинитивно. И добро, тоа имам да кажем за првата сезона. Сега одва чекам за втората. Мислим, јас сум сега уште ја гледам втората сезона, уште немам завршено, ама како што е, ваќе мене ми се допаѓа, ама за повеќе детали ќе направиме скоро друга епизода за да раскажеме што се дешава таму и што ми се нашите мисли за сезона. Ја веќе ги изгледа втората и пробувам да не спомнем нешто за тоа, ама ќе кажем само дека таа повеќе ми се свиѓаше. Гледате, очекувате малку повеќе како Dark ствари тоа. Наредна епизода ќе биде тоа, вајда.